Време е за чистење на Белата куќа. Мора да е близу инаугурацијата. Но ова не е вистинската маса на председателот. И ова не е вистинската овална канцеларија. Продавница за сувенири во Вашингтон, што се вика Подароци од Белата куќа, нуди бесплатни фотографии ако купите нешто, во реплика на овалната канцеларија. Но од деновиве овалната канцеларија требаше да се изнесе надвор да се направи место за многобројните туристи кои доаѓаат по сувенири. This is one of my favorite ones, I must admit. Продавачот Джермейн Дейвис вели дека овде може да се купи и покана за церемонијата на инаугурацијата, билет до кој тешко се доаѓа. Реплика се разбира, но пробајте да влезете со него, со среќа. Продавниците во градот се подготвени за втората најголема инаугурација во историјата. Првата беше за првиот мандат на Обама. Карен Смелцер потрошила 3500 на хотел, храна и подароци. Мислам дека вториот мандат е исто толку важен, ако не и поважен, зашто е повторно избран за председател. Генералниот менаџер Енди Галагер вели дека подготовките за инаугурацијата почнале ноќта на изборите. Во 11 часот и 5 минути вечерта ги повикал трговците и им рекол: Обама и Бајден, почнете да печатите. Следното утро кога отворивме, имавме полни продавници со стока. Но официјалните продавници не се единствените места каде можете да купите вакви сувенири. Улиците се полни со тезги, но овој пат велат помалку од пред 4 години. Градските власти велат 4 пати помалку трговци поднеле барања за дозвола.